Поголеми откупни цени на винските сорти грозје и контрола над купувачите. Ова беше пораката на лозарите кои учествуваа на традиционалната ракијада во Валандово, каде на 20 казани се надпреварува кој подобра домашна ракија ќе испече. Според нив со досегашните откупни цени, лозарството нема да бележи подем во земјава. Не се задоволни цените, разбира се, откупот за винското, многу слаба цена, немаше многу грозде, требаше да се откупа малце да даде по-голема цена. Барам испод 15 да не беше долу. Па државата како држава не знам колку е моќна на пазарот да влијае, али тука не треба да дозволат купците да манипулираат со производителите на трпезото и на винското грозје. Купните цени се катастрофа. Моментално, сега понатам ќе видим, иначе сега назад по 15-20 години цената на гроа стои иста. Владата ќе настојува преку средби да се најде соодветно решение во делот на корекција на откупните цени. Најавија дека деновиве ќе бидат пуштени субвенциите наменети за нив. 2,5 милиони евра дополнителни средства кои што лозарите ќе ги добијат само по оваа основа, ние тоа веднаш ќе го направиме. Дополнително изголемувањето на субвенциите без оглед на приносот на квалитетот, оние 10% кои што веќе се за следната година, но овој диалог кој што го отворивме уште во јуни и помеѓу лозарите и помеѓу винариите, ние тогаш се договоривме дека од ноември натаму седнуваме да ги долгорочно поставиме и системски работите. На годинашнава ракијада во Валандово учествуваа 20 лозари. За градоначалникот Костадинов, оваа манифестација треба да предизвика зголемување на површините под лозови насади. Јас се надевам дека од година во година ќе правиме се по добра, по-масовна и по-квалитетна манифестација. Оваа година мораше да ја одржиме во ноември поради изборниот процес. На годинашнава ракијада во Валандово се избираше кој подготвува најдобра домашна ракија со цел да не се заборави традицијата.